أي قلب ضمه الصدق بشوقي، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел го објави овој величенствен Кур'ан за да се размислува за него и да се реди во пракса. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џел: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Книгата која ти ја објавуваме е благословена за тие да размислат за зборовите нејзини и за тие што се обдарени со разум да примаат и да земат поука. Па денес ке зборуваме за една кратка сура. Сура која носи радосни вести за најдоброто створение, нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, за Аллаховата победа за исламот и за влегувањето на луѓето во него во голем број. Во ова сура има и знак и јасна најава за приближувањето на крајот на животот на нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, а тоа е суратун Наср. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле велит: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Кога Аллаховата помош и победа ќе дојдат и гледаш како луѓето во групи влегуваат во Аллаховата вера, па ти слави го Господарот свој благодарејки му и моли го да ти прости, тој на вистина поканието го прима. Ова е величенствено суре, кое често се повторува на нашите уши, и тоа е последното што целосно беше објавено од Кур'анот. Имаме последни ајати што се објавени, последни прописи што се објавени, а исто така имаме и последни сури што целосно се објавени, па суратун Наср е последно суре што целосно е објавено од Аллаховата книга. Муслим во својот Сахих пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анхума дека му рекол на Убейдилlah ибн Абдилlah ибн Утба: дали знаеш која е последната сура што објавена од Кур'анот целосно? Реков: да, тоа е сура إذا جاء نصر الله والفتح. И во Сахих на Бухари се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анхума дека рекол: Омер радијаллаху ан ме внесуваше меѓу учесниците во Бедр. Го земвел на Ибн Аббас да сејд заедно со големите асхаби, учените асхаби, и тоа посебно учесниците на Бедр. Па како некој од нив да почувствува нешто во себе и рекоа: зошто го носиш овој со нас, кога и ние имаме синови како него? Тогаш Омер радијаллаху анху рекол: тој е оној за кој вие знаете кој е. А Ибн Аббас беше толкувачот на Кур'анот, како што го нарекоа. Ибн Аббас е најучениот во Аллаховата книга, за кој Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем прајал посебно дова за него. Па еден ден Омер радијаллаху анху го повика и го внесе заедно со нив.
И ми се виде дека тој ден ме повика само за да им покаже нешто на асхабите. Потоа рече и праша Омер радијаллаху ан, што велите за Аллаховите зборови идha jaa nasrullahi wal fath, кога ќе дојде Аллаховата помош и победата. Што мислите за тефсир, за значењето на овие аети? Некој од асхабите рекоа, не е наредено да му се заблагодаруваме на Аллах и да бараме прошка он него кога ќе ни помогне и ќе ни даде победа. А некои асхаби молча и не рекоа ништо. Тогаш ми рече Омер радијаллаху ан, така ли ти мислиш о Ибн Аббас? Па му рекол Ибн Аббас, не. Реков, а што мислиш? Кој е твоето мислење за овие суре и за овие аети? Па рекол Ибн Аббас радијаллаху ан, ово неговиот илм. Овие аети е најава за приближувањето на смртта на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, со која Аллах го известил идha jaa nasrullahi wal fath, кога ќе дојде Аллаховата помош и победа. Тоа вели е знак за твојот крај, тоа е за крајот на нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Кога ќе дојде Аллаховата помош и победа, значи неговата помош, неговата поддршка и неговото давање надмоќ над неверниците од курешиите и другите. А меѓу најјасните примери е освојувањето на Мека. Под Ел-Фетх, победа, во овој курански ает се мисли токму на освојувањето на Мека, а тоа се случи во месец Рамазан во 8-та година по хиџра. Ибн Кефир рахимахуллаху таала вели, под победата во овој ает без никаков сомнеш се мисли на освојувањето на Мекка, затоа што арапските племиња околу го одложуваа своето прифаќање на исламот се додека не се случи освојувањето на Мекка. Па рекле претходно дека ако на вистина Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е пратеник, сигурно ќе ја освои на Мекка. Од овој ает исто така јасно се гледа дека победата, помошта и поддршката доаѓаат единствено од возвишениот Аллах азза ва џел, како што вели Аллах субханаху ва таала, "Ва ман насру илла мин индиллахил азизил хаким", а победата е само од Аллах азза ва џел, силниот и мудриот. И Аллах возвишениот им дава победа на оние што не му помагаат. Значи оние кои ја помагаат Аллаховата вера. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. А Аллах сигурно ќе ги помогне тие кои него го помагаат, кои ја помагаат неговата вера. Аллах е навистина моќен и силен. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. И кога ќе ги видиш како луѓето во групи, во џемаати влегуваат во Аллаховата вера, значи дека тие ќе влегуваат во Аллаховата вера во голем број, група по група. И ове токму се деси во 9-та година по хиџра, се додека таа година не била наречена и година на делегациите. Поради големиот број племиња и делегации што доаѓаа во Медина по освојувањето на Мекка, бројот на тие делегации таа година надминала 60 делегации. Фесеббих бихамди раббика вастагфир. Па ти слави го Господарот свој, благодарејќи му и моли го да ти прости. Значи, очисти го твојот Господар од сите недостатоци и мани. Од Аиша радијаллаху анха се пренесува дека рекла, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем многу често велеше Субханаллахи ва бихамди Аллахумма гфирли. Субханаллахи ва бихамди Аллахумма гфирли. Па му реков, о Аллахов пратеникум, те гледам дека многу често ги изговара зборовите Субханаллахи ва бихамдихи Аллахумма гфирли. Па тој рече саллаллаху алейхи ва селем, мојот Господар ме извести дека ќе видам знак во мојот уммет и кога ќе го видам да го зголемам кажувањето на Субханаллахи ва бихамди Аллахумма гфирли, и веќе го видов тој знак идha jaa nasrullahi wal fath, или тоа е освојувањето на Мекка. Па затоа нон-стоп го учел или ја учел оваа дова. Како што вели Аиша радијаллаху анха во друго предание, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем често во своите руку и сеџде велел Субханаллахи ва бихамди Аллахумма гфирли, постапувајќи според Куранот, постапувајќи според Аллаховата книга. Иннаху кана таваба, вели Аллах азза ва џелле на крајот од оваа сура, тој Аллах на вистина го прима покајанието. Ова значи дека Аллах азза ва џел
е опишан од секогаш и за секогаш со прифаќање на поканието на своите робови. Тој ги упутува од својата милост кон покаяние, човек да барат опрос, а потоа го прифаќа тоа покаяние од него. Инна Аллаха кана таввабар рахима. Навистина Аллах е оној кој многу прима покаяние и милостив. И вели субханаху ва таала: "Ва хуа аллази јақбалу ат-таубата ан ибадихи ва јаъфу ани ас-сејјиати ва ја'ламу ма тафалун." И тој е оној кој го прифаќа поканието од своите робови и ги брише лошите дела и знае што правите. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни даде јасна победа. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни ги уцврсти нашите чекори. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни уцврсти на Кур'ан и Суннет. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ги опрости нашите минати и идни гревови. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да даде крајот на нашиот живот да биде, а тој да е задоволен со нас. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء المسلمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بمن يؤيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الصين، اللهم انصرهم في السيناء، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.